Крајот на политичката не мора да значи дека кариерата е завршена. Ако си од градот на поезијата, не е изненадување да се пробаш и на таа сцена. Можеби не како поет, ами како рецитатор. На наши места ја да си идам, да видам Охрид струга да видам. Таму зората греи душата и сонцето зајдит гората. Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит и од ветер како денес сино темнеит. Ништо помалку скриени таленти имаат и кандидатите кои продолжуваат да се тркаат. И освен поетски занес, располагаат и со пејачки квалитети и изненадуваат со глумата, која сепак не е многу далеку од политиката. Ајде, Коштано, дигни се, стегни срце, млада си, зашто е живот за пол и за мокриста. Отвори ми бело венце, Со оглед дека изборите се една голема игра, исклучително значено за политичарите да танцуваат со тој што свири. Ситно, право или напред-назад е неважно, бидејќи ритамот може да се менува, ама нема ништо поважно од тоа да се погоди песната. Максим Димитриевски, Максим Димитриевски, Amare calenamente queda, pero me guesa pico de la samet, Anievski, Mensur, Kapetan, Amaro platenico Kajano. Не е се до веселбата, понекогаш има граници кои не може да се поминат, ама не поради друго, туку поради вкусовите. Иако по собствено признание е скаран со музиката, сепак е пребирлив кога станува збор за изведувачите. Да, арогантен пејач, тоа беше лепа брена. Зошто не ви даде да се сликате со него? Не сакав јас. Одминати години веќе викам што се сликам само стики да ми остануваат, нема потреба. Видете, во подминати години нема изглед подобро од... Не, мој са ти млад човек, лепа брена ти изгледа така. Остај Не ви изгледа така? Не, никако. Јас таа не се воодушевам, беше во Кога си ја видел последен пат? Во Охрид сега. Блиско е свиравте? Апсолутно. И? Одлично изглежа. Ама, не, никако. Братски споделената разлика во вкусовите не мора да значи дека тие не може да се коментираат и од медицински аспект. Не во однос на ексклузивното влијание врз либидото, туку како препорачана терапија за подобрување на здравието. Особено кога се работи за зараза. За овој вирус има две вакцини. Првата делумно помага, а втората целосно лекува. Првата се вика Харис Джинович. Кога ќе слушате негова песна, кај носителот на вирусот се појавува едно убаво чувство на еуфорија, што ги смирува симптомите за кратко време, но само за кратко. И на крајот, на кратко или на долго се едно. Важно е се да има музичко-сценски контекст. Лесно е да направиш 3D промоција за некаков проект, па знаете ја би нова општинска зграда, 3 спрата по земја, 4 нагоре, ја би 3 нови училишта, ја би 4 нови градинки, ја би 3 катни гаражи, да простиш, ја би да карам Весно Змијанац. Желбите на вистина се различни од реалност, ама не е грешка да се има, па макар и неостварливи, како што се и бројните ветувања дадени на изборите.